Зотри Мерсабијали Мирменџеси, добро утро, се слушаме ли? Добро утро, Мирменџеси, да се слушам. Професор Билјаги, еден од најбредовните, да кажем, коментатори и критичари во македонската оваа, да кажем, колумнистичка сцена. Вие имавте една многу жестока реакција по повод барањето на ДУИ да се оди со некаков предлог, идеја и така натаму, да се оди со предлог за премиер етнички албанец и тоа да се постави како некаков услов на албанските политички фактори во Македонија. Ај малку да не ја прераскажувам јас таа цела ситуација, малку ваш став околу и тоа што го напишавте и она што можеби дополнително сакате да го кажете. Па добро, не знам колку заслужува да ова тема да ја третираме, според мене докрај несериозно. Јас се одлучив, значи еднаш да напишам за ова тема и не верувам дека понатаму ќе се занимавам за тоа. Тоа е толку несериозно и толку ниско комплетно што стварно е надвор од секоја основна логика, дури за тие на кои е наменето. Се мисли на луѓе со така, претпоставувам со по-кратко познавање на состојбите и дури и кај нив, значи таа стока не се продава повеќе. Луѓето, значи, размислуват поинаку, тие сакат подобар живот, нивите деца да останат тука, а не приказни дека ќе биде премиерот македонец или албанец, што е според мене единствен случај, еден политички субјект да излезе пред јавност за таква понуда. Да. Не познавам дури во Африка и во Азија дека политичка партија главна, значи главна ориентација го фокусира дали ќе биде премиерот албанец или македонец. Што е суштина на тоа? Дали ако биде македонец или албанец биде почесен, попаметен, поодговорен, попрофесионален. Сепак мора да се согласите дека ДУИ знае да изненади со изфрлање на вакви идеи од прилика пред секои избори и потоа сакале неќеле се создаве еден вртлок на полемика, можеби е намерата да се истрги таква една контроверзна идеја токму тоа, да се сконцентрираат дебатите околу тоа прашање, а не можеби околу некои вистински прашања кои што би се занимавале со евалуација на учеството на ДУИ во последните 2 децении во македонската власт. Јас мислам да беше пуштена оваа работа предпоставувам 6-7 години, можеби ќе имаше некаков ефект. Сега, не дека не сум сигурен, туку сигурен сум дека нема да има никаков ефект. Туку, напротив, може да има и контраефект. И тај слој просечен на кој претендира таквата порака, мислам дека е свесна дека тоа обична лага. Значи, нема ништо вистина. Значи, тоа е некаков байпасинг на сите состојби кои се завршува со промашување, со кој се идентификува дуи последни 20 години. Ја мислам дека многу луѓе тоа го прифаќаат и како поценување на интелигенцијата. И сите знаат дека премиерот го прави мнозинството. И за да имате најстабилна влада, обично прави најголемата партија, иако може има и договор поинаков, но тоа прашање на договор, не е прашање на платформа унапред да излезе. Понајмалку за една партија која го има загубен кредибилитетот кај луѓето. Јас мислам дека тоа е дури цврсто, мислам дека тоа е веќе подготвување на терен како дуи да излезе, како дуи да се оправда дека дефинитивно ќе биде опозиција. Сега ќе ве прашам во повеќе детали за тоа, само да кажам дека ние многу тешко добиваме соговорници од ДУИ на кои било теми, освен господинот Бујар Османи, но тој настапува во својот државен капацитет и се разбира многу компетентен за тоа што го говори, но кога сакаме да побараме партиски мислења, едвај или никако не стигнуваме до луѓето од ДУИ. Гледам дека и другите медиуми имаат прилично мака, се вртат еден-двајца луѓе, а тоа е сепак голема партија. Која е вашата проценка? Како е распоредот на политичките сили на месец дена пред најверојатни избори во албанскиот политички блок? Па и македонскиот и албанскиот мислам дека може да се случуваат изненадувања.
оти луѓето при ваква ситуација веќе не се изјаснат, не кажа што мислат, но оно духот се чувства дека се можни промени и во едниот и другиот блок, но посебно кај албанскиот блок јас мислам дека се случи тоа што најголемите песимисти во однос на сегашна опозиција, албанската, или оптимисти во однос на ДУИ ќе се изненадат. Ја мислам дека ќе има големи промени, па да почекам. Кажете ми, што може да се очекува во околу ставот на албанските партии токму кон прашањето дали ќе се оди околу 5 до 10 јули на избори. За сега сите се цврсти на тоа дека треба што побрзо избори, доколку со онаа заприка здравствената ситуација го дозволи тоа, но високите барања што ги поставува опозицијата околу здравствената ситуација се чинат неостварливи. Можно ли е некој од албанските партии да се приклони на таа теза дека треба да има 0 починати, 0 заразени за да се излегува на избори? Па ја мислам дека на овие последниве бројки, проценти што излегуваат, ги има заплашено луѓето нешто повеќе и не знам колку ќе трае, така што не им е луѓето важно дали ќе биде 5 или 20 или не знам кој датум. Сите се свесни дека во текот на јули тоа ќе биде, но сите некако има една доза на страх од вакви процени на луѓе кои се инфицират, значи во рокот 24 часа. Но, кажам, ако трендовите се подобрат, може би тоа ќе беше нормално. Добро, за крај да ве прашам, вие сте долги години на политичката сцена и како коментатор и така натаму, ги обсервирате настаните и случувањата на целата политичка сцена. Што мислите, како ќе се одвиваат овие избори? Кои ќе бидат главните теми, бидејќи гледаме дека има еден надпревар околу тоа како да се изведат се повеќе афери, како да се направат, да се објават се повеќе скандали, еден надпревар помеѓу негативни вести и некакви позитивни визии. Ќе успееме да се избалансираме во таа смисла или ќе не води на овие избори само оваа негативна енергија која што може да се види? Ја мислам дека треба сите политички партии да се свратат малку на она кампања што беше 98 година, кај што Васил Тупурковски со неговата партија излезе со едни понуди надвор од тоа милиарда што го вртеше. Ама тоа у медиумите вртеше работи како ќе се инвестира на секое поле и тоа влијае во свеста на луѓето. Вака амблок дискредитација која често нема никаков судски или не знам процедурални епилог. Не мислам дека луѓето ги провоцира за сите со тоа. Ја претпоставувам дека партиите ќе се осветат дека треба конкретни, јасни, уверливи понуди до луѓето поинаку тешко дека ќе излезат на избори како мнозинство. Мислите луѓето се малку и во очекување некоја добра вест, не постојано само на лоши вести? Да, така. Мерсел Белјаги во 9 часот и 50 минути. Благодарам за оваа утринска джебна анализа, бидејќи за 15 на минути толку можеме да направиме. Се надевам дека ќе се видиме и во нашето студио штом завршат овие воредни околности.